Година која поради случувањата во Кочани земјата ја донесе до зидот на срамот. Година која ги покажа аномалиите на системот и системските пропусти кои се таложел и кои донесоа загуба од невидени размери која никогаш нема да се надомести. Вака претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во своето годишно обраќање пред народните избраници ја окарактеризира годината што поминува. Апелираше судиите и обвинителите да си ја завршат својата работа, но без било какво влијание, за да може правдата да исплива на површина, но и да почне да се враќа довербата во судството. Ќе остане врежана во нашите мисли и срца како година на ужасната трагедија во Кочани. Сите ние до крајот на животот ќе ја носиме траумата од трагедијата во која загинаа 63 наши сограѓани, синови и ќерки, родители и пријатели. Со пожарот во дискотеката во Кочани на површина излезе грдото лице на стихијното одлучување, игнорирањето на процедурите, недостатокот на системска контрола, но и на културата на неказнивост и на двојни стандарди. Кочани не беше само трагедија. Тој настан не доведе до зидот на срамот, а потоа и до можноста за катарза. Шефицата на државата се осврна и на евроинтегративните процеси, укажувајќи на 3 децениската неправда која е нанесена на земјата на европскиот пат, укажувајќи на двојните аршини кои за едни земји важат, за други не. Секоја нова промена на уставот, додаде Силјановска-Давкова, е бенигна, но и носи нов ризик за идентитетските прашања, но и побара од Европската унија да даде ново креативно решение со кој ќе ја овозможи на државата непречено да го оди европскиот пат. Во случајот со македонските евроинтеграции, проблемот не е административен, туку лежи во уставните амандмани. Ние сме технички усогласен, но политички блокиран кандидат за членство. Брзата лента на која се најдоа некои земји кандидати не е резултат само на нивните реформи, туку и на политичката волја на Унијата. На вагата на Европската Унија чинам дека нашите уставни измени како да имаат поголема тежина од суштинските реформи. Разногласието за прашање од национален интерес од нас направи слаба држава. Има ли излез од оваа состојба? Има. Потребна е политичка волја, но не само наша, туку и на Унијата. Покрај овие теми и продолжувањето на реформската агенда, дел од говорот на претседателката беше посветен и на Safe City, животната средина, застапеноста на жените и човековите права, помилувањето, но и не пропушти прилика да повика на постигнување и обединување во заеднички национален консензус за клучните идентитетските прашања.